Последни вести денеска. Добро вечер. Цврста определба на владата за интеграција во Европската Унија. Достоинствено и преку суштински реформи. Ова е пораката што премиерот Мицкоски ја пренел на средбата со еврокомесарката Марта Кос. Мицкоски ги истакнал клучните реформи во областа на владење на правото, економскиот развој и дигиталната трансформација. Кос ја поздравила реформската агенда на владата и ја потврдила поддршката на Европската комисија за напредокот на регионот на европскиот пат. Премиерот нагласил дека средбата е потврда за зголемената улога на државата во регионалните и европските процеси, како и признание за новата енергија со која што владата ги води реформите и создава предвидлива и стабилна иднина за сите граѓани, се наведува во владиното соопштение. Еврокомесарката за проширување и добрососедска политика на ЕУ Марта Кос е во дводневна посета на земјава по повод лидерскиот самит ЕУ Западен Балкан, кој што се одржува утре во Скопје. Токму реализацијата на планот за раст на ЕУ за регионот била една од темите на денешните разговори во владата. Претходно на пресконференција, министерот за европски прашања Орхан Муртезани денеска потенцираше дека, освен планот за раст, во фокусот на средбата со Кос, неодминливо било и прашањето за деблокадата на евроинтеграцијата на земјава. Секако дека централна тема на денешната билатерална средба ќе биде планот за раст, за кој што е и утрешниот самит. Меѓутоа, во секој состанок со високите представници од Брисел, секако дека разговараме и за изнаоѓање на можности, при тоа зачувување на нашите позиции, а и обезбедување на процесот до крај. Така да очекуваме дека и таа тема ќе се отвори денес на билатералната средба. Све што води во насока на диалог, кој што ќе значи предвидливост на процесот на преговори, за нас е добродојдено. И премиерот лично, и владата во неколку наврати сме изразиле подготвеност да го почнеме тој процес на диалог кој што ќе води до откочување на процесот. На пресконференција денеска лидерот на СДСМ Венко Филипче ја обвини владата дека наместо кон ЕУ ја води во геополитичка изолација и економска зависност од други земји нашава земја. А како потврда за тоа го наведува и последниот извештај на Европскиот парламент. Филипче смета дека барањето на Бугарија за современ македонски јазик и идентитет доаѓа како резултат на провокации на владата, зашто упати апел до ВМРО ДПМН заеднички да лобираат да остане неутралната дефиниција. Според лидерот на СДСМ, владата не успеала да ги исполни роковите од Европската агенда, а 43 милиони евра од планот за раст останале неискористени. Покрај опасното задолжување со директни заеми, политиките се водат под диктат на други земји, кои имаат преголемо влијание врз оваа влада, а сега тоа се повеќе се гледа и практично се потврдува. Во извештајот јасно стои дека Северна Македонија е тешко погодена од странско мешање и дезинформацијски кампањи, вклучувајте хибридни закани, стратешка корупција, сомнителни финансиски текови и принудни инвестициски практики, особено со потекло од Русија и од Кина. Пуштен експресниот пат Фариш-Дреново, дел од коридорот 10Д. Неполни 6 месеци од како на почетокот од годинава беше пуштена и првата делница, Градско Дренов. Откако на стартот на годинава заедно со првиот дел Градско Дреново беше пуштен 1 километар, денеска и официјално се пушти за сообраќај целата делница од Фариш до Дреново во должина од 10,2 километри. Од Скопје до Прилеп според надлежните ќе се патува околу 1 час, а до Битола час и половина. Делницата Фариш-Дреново, дел од експресниот пат Градско Прилеп, која ја градеше кинески Синохидро, е во вредност од околу 45 милиони евра.
проект финансиран со заем од ЕБОР. Нагласувајќи ја важноста од завршувањето и пуштањето во употреба на овој пат, како дел од Коридор 10, премиерот Христијан Мицковски вели, ова ќе значи поголем економски и општествен развој на државата. Дојде време кога државата не е банкомат за моќници, туку мотор на развојот. Дојде време кога проектите не се рекламираат на хартија, туку се градат на терен. Дојде време кога парите од граѓаните се враќаат назад кај граѓаните преку проекти, патишта, училишта, фабрики. Иако, како што беше нагласено, се работи за еден од најопасните патишта во земјава, денеска вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски уверува имаме безбеден пат. Според Николовски, по автопатот Кичево-Охрид, ова бил еден од најсложените проекти. Тунелите позади нас и планината позади нив беа навистина голем предизвик. Буквално планина се помести за да се изгради овој експресен пат и да е безбеден, што е многу значајно. После година дена имаме реалност, а не вештачка интелигенција, и затоа ние сме каде што сме, нашите опоненти се таму каде што се. Првиот човек на јавното предпријатие за државни патишта, Куце Трајановски, најави дека во периодот кој следи ќе се започне со изградба и на трета лента од каменеломот на Плетвар до Беловодица, а со владата вели се разгледуваат и опции за изградба на експресен пат до Прилеп. Разговараме со премиерот и со министерот за изградба на експресен пат кој што ќе води до Прилеп со тунел на Плетвар. Доколку тоа успееме, мислам дека тоа ќе биде еден многу значаен и малку подолгорочен потек и потфат и проект на владата на Република Македонија. Посвеченото пуштање на делницата преку соопштение реагира од опозицијската СДСМ. Од партијата и денеска ја обвинија владата дека се слика со проекти кои велат биле во најголем дел завршени во време на нивниот мандат. ВМРО-ДПМН е по цела година власт се слика со отворање на пат кој 90% беше готов, за кој само санираа едно свлечиште, поставија сигнализација и неколку огради. Стои во партиското соопштение. Потребно е фер финансирање за да се справиме со глобалните предизвици, порача председателката Гордана Силјановска-Давкова на обраќањето на 4-та меѓународна конференција за финансирање на развојот во Севиља под покровителство на Обединетите нации. Во своето обраќање таа ја истакна важноста на мултилатерализмот и заедничките глобални напори за справување со сиромаштијата, климатските промени, нееднаквоста и социјалната неправда. Силјановска-Давкова предупреди дека постојат сериозни геополитички и економски ризици кои што ги поткопуваат досегашните достигнувања, изразувајќи верба во можноста од подобар и поодржлив свет. Тоа беше се по вечерните вести. Пријатно.